Денеска сме на гости во Основното општинско училиште Христо Узунов во Охрид и ќе оствариме разговор со директорката, првиот човек на ово основно училиште, госпоѓа Марина Ѓорговска, така. Најнапред ајде да кажеме за ова училиште, најреспектабилно може да каже, најпросперитетно може да кажеме дека е и со какви резултати се бележат учениците кои што учат во ова училиште. Основното училиште Христо Узунов е едно од најголемите училишта во Охрид, може би најголемо, кој брои 1090 ученици моментално, распределени во 45 паралелки од прво до 9 оделение. Христо Узунов, секога се истакнува со високи резултати, тоа е, успехот пред се на наставниците, учениците и нормално родителите. Така. Учествуваат учениците на голем број надпревари. Каде се до сега имате учествувано и кои се резултатите кои што ги постигнале учениците? Нашето училиште секогаш учествува на сите надпревари. Секогаш почнуваме, знаете дека од општинските надпревари, па потоа они ученици кои ќе оствојат добри резултати одат на регионални надпревари и крајниот е државни надпревари. Нашите ученици остваруваат големи резултати, тоа се бележи на тоа што секоја година од нашите ученици имаме на државни надпревари кои се враќаат со прва, втора или трета награда. Тоа представува голем успех за учениците и нашето училиште, а тоа се е подкрепено нормално со работа на нивните ментори. Така. Ајде да кажеме збор два за реконструктивните зафати кои што ги има направено во училиште, бидејќи навистина на прв поглед се забележуваат голем број промени кои што се случени во поглед на реконструкцијата на училишните простории. Така. Нашето училиште има доста реконструкции направено. Прво, е направено ново современо игралиште, спортско игралиште во нашето училиште. Тоа е од спонзорство Лотарија на Македонија. Исто така во нашето училиште е изградени се две нови целосно училници кои се предвидени, сме при крај со санирање на целосно опремување на училниците. Едната е предвидена сензорна училница за дечиња со посебни потреби и другата е предвидена за кабинет по информатика. Ние сепак имаме еден кабинет за информатика, но по потребите на учениците истото ќе го пренамениме и во таа училница. Исто така во нашето училиште е направено грејењето во спортската сала, кој години се соочувавме со тој проблем. Тоа е исто така донација од 15.000 евра. Училницата исто така кошта 15.000 евра. Тоа е се спонзорство од Америчката црква заедно со локалната самоуправа. Исто така во нашето училиште се набавени од 1.700.000 нови клупи и столчиња за учениците, кои допрва следуваат и други работи. Исто така е реновирана и уште една училница која е постоечка, доста беше оштетена и таа е целосно реновирана нормално за подобри услови за учениците. Какви технолошки промени се воведени во училиштето? Така, во училиштето е променето, технолошки се набавени и најсреќни се децата и наставниците, се набавени 15 интерактивни табли, кои кошта 1.100.000. Ние имаме 23 училници, простори, но можноста на локалната самоуправа беше буџет од 1.100.000 и се 15, а за наредната учебна година очекуваме уште останатите 8 училници со интерактивните табли да се дополнат. Тоа е една голем придонес и олеснување на наставата и за учениците и за наставниците. Така, се работи двосменски во ова школа. Дали, прашањето ми е дали само ученици од околината доаѓаат овде или па има интерес и од други подалечни места да дојдат тука? Христо Узунов има најчесто од нашата околина, но доста имаме ученици кои се доселуваат од други градови во Охрид и имаме такви ученици кои веќе се иселиле, причина дали работа, семејствата и други причини, ама повеќето ученици не се од нашиот регион. Така. Актуелно беше и прашањето со подметнатите лажни дојави за бомби. На кој начин тука се справувате? Така, ние имавме една лажна дојава пред, мислам, околу 1 месец тоа беше пратена во сите училишта.
Ние секогаш кога ќе дојдеме првим ги отвараме мејловите и тоа беше изненадување. Првично сите погледнавме на мејловите, ама сите беа заминати во спам и каде што ние директорите, тоа е многу добро што комуницираме. Еден директор кога ќе запримети си дојавивме, кај сите имаше. Значи, првично пријавуваме во полиција, полицијата ни дава инструкции, дојдоа и кажа дали од ризик да ги вадиме децата надвор или не, и ние сите постапки ги превземаме по нивните насоки. Значи, некогаш, верувајте, е лошо да направиме паника, да кажеме дека нешто има безсмислено и децата од оскура можеме да направиме поголема гужва и да се да се изгужваат, да се истуркат и да се измечат и да направиме, ние во школото имаме 15 излези, али рачунајте кога на едно дете од предметна настава од оскура ќе му кажеш да слегуваат долу или да испаничат, тоа е поголем стрес. Секогаш првин имаме групи со наставниците, по полека, значи да ги обавестат, ќе излеземе, да прошетаме, тоа се да биде неусетно за дечињата, да не представува еден голем стрес. Кои се вашите следни планови во иднина како прв човек на ово основно училиште? Нашето училиште ова година ќе бележи, значи, големо напредување. Нашето училиште, благодарение, можам тоа да го кажам, на локалната самоуправа и градоначалникот, заедно со неговиот тим, нашето училиште во тек е, значи, 600.000 денари, ролетни ќе се стават на целото училиште на новата дограма, бидејќи сме безролетни. Исто така имаме 1.600.000 денари одобрени да ги дополниме клупите и столовите во нашето училиште. Знаете дека сме многу големо училиште и тоа не може наеднаш да се среди. Исто така, можам тоа да го кажам, и сме најсреќни цел колектив и сите ученици, ќе се гради фасадата на нашето училиште и спортската сала. Исто така ќе се променат вратите од училниците, кои се исто така голем проблем во претходниве години. Ќе биде променето целото осветлување, ќе биде лед осветлување и ќе бидат променети на горниот кат плочките во ходниците, бидејќи тие се стари од кога е изградено училиштето. Се ова е нормално локалната самоуправа заедно со Светска банка. Јас овде можам да истакнам дека овие години добрата соработка, значи, со локалната самоуправа доведе до ова ниво да се подобруваат условите во нашето училиште, а мислам исто и во сите училишта. Директор, ќе ви благодарам за остварениот разговор и ви посакуваме многу успеси и повторно да се пофалите со високи резултати од страна на учениците. Ви благодарам и вас.